Зголемување на бројот на пензионери и симултано намалување на работоспособната популација систематски го зголемуваат притисокот врз фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Состојбата, според економистите, е загрижувачка. Соодносот помеѓу бројот на вработени и бројот на пензионери не само што е загрижувачка, туку е и неиздржлива. Сите параметри одат во правец на тоа да минималниот сооднос треба да биде 4 вработени на 1 пензионер. Секоја намалување на тој сооднос е неиздржлив за фондот за пенсиско и инвалидско осигурување и доведува до дефицит, односно недостаток на средства за исплата на пензиите. Според последните податоци, дефицитот во ПИОМ изнесува над 600 милиони евра, што укажува на потребата од реформи кои ќе го намалат овој дефицит и ќе го зголемат одржливиот развој на фондот. Што треба да се направи, односно што треба да направи фондот да го избегне ризикот од толку голем дефицит? Во последните 20 години и повеќе недостатокот на пари во фондот за исплата на пензии се надоместуваше од буџетот на републиката. Тоа е непобитен факт, тоа не е спорно. Спорно е само кој е тој квантум или која е таа висина на парични средства што треба да се дотира од буџетот за исплата на пензиите. А сето тоа е пак, ке повторам, резултат на намалениот сооднос помеѓу бројот на вработени и бројот на пензионери. Секое намалување на тој однос од 4:1 на надолу значи недостиг на парични средства во фондот за пенсиско и инвалидско осигурување. Од друга страна, анализите покажуваат дека сегашните вработени ги финансираат сегашните пензионери, со придониси кои се собираат од 1,5 вработен за да се исплати една пензија. Ова ситуација предизвикува загриженост за иднината на пензискиот систем и потребата од негово редефинирање. Нешто кое ги загрижува и пензионерите. Сегашните празнини во фондот на ПИОМ се пополнуваат со буџетски трансфери, поради кое економистите се единствени во ставот дека реформите во пензискиот систем се неизбежни и дека треба да се превземат мерки кои ќе гарантираат одржливост и сигурност за идните генерации.